Родителите на голем број ученици од основното училиште Димо Хаџидимов нема да ги пуштаат своите деца на училиште, дури не добијат гаранции дека училиштето ги исполнува хигиенските услови. Тие од утринава потпишуваат петиција во која бараат гаранции за спроведените контроли, потврда дека кујната училниците се согласно санитарните стандарди и дека здравието на нивните деца не е во ризик, вели за Сител родителот Ванчо Самарџиев, чии две деца учат во Димо Хаџидимов. Денеска изутрина дел од родителите не ги пуштија учениците, дури има и еден клас целосно, се додека не се види што ќе има некаква официјална реакција на училиштето, бидејќи се до сега е дека само се просториите поминати со дезинфекциони средства. Денеска Советот на родители ќе има вореден состанок се со цел да се разјаснат некои работи, бидејќи многу деца не се веќе на училиште од Сабаље, а исто има петиција со над 70 собрани потписи до 7:30 наутро. Директорката на училиштето вели дека се е дезинфицирано, учениците се враќаат на настава и денеска нема голем број на отсуства. Ги почитуваат протоколите кои им ги дале за како и со кои средства да се чисти училиштето. Насоките се ги добивме после целосната дезинфекција, протоколите за одржување на хигиена се по пропис како што треба се постапува, хигиенските средства се користат по намени кои се за подни, кои се за работни површини и она што е нас регуларно, редовно постапување го применуваме. Децата се веќе на настава. Состојбата и на детската клиника се подобрува. Директорот Мемеди вели дека во моментов има уште 4 дечиња од ова училиште, но најголемиот дел ќе ги пушта дома уште денеска. Викендов немале нови случаи на ученици со диареја, повраќање и болки во стомакот од Димо Хаџидимов. 3 денеска најверојатно ќе бидат испишани дома, бидејќи нивната состојба е сосема стабилна, добра и уште едно ќе остане за утре најверојатно да биде пуштено дома. Значи нивната здравствена состојба е сосема стабилна, немаат веќе тегоби и симптоми. Институтот за јавно здравје утврди дека на 3 чешми во училиштето и во мусаката имало фекални бактерии кои се појавуваат поради нехигиена. Дополнително неколку деца имали норовирус, а една вработена бактерија. Сите овие причини предизвикале кај децата да се јават силни болки во стомакот, повраќање и диареја. Тамара Дичевска, Сител телевизија.